Бенфика 6 разлика. Дали е тоа Дургутов доволно дали е доволно оваа победа и оваа гол разлика на Вардар за влез во четвртфиналето? Со оваа победа, со овие 6 гола разлика постигнете во самиот финиш, моментално на едно коло пред крајот во групата, Вардар е на челна позиција и тоа дава реални шанси да остане тука. Сета процедура, целата работа, целиот конечниот исход ќе се решава на 10 март, кога Вардар гостува на Мелсунген. Тука само конечниот резултат не го кажав. Вардар ја победи Бенфика 33-27. Тоа е 6 разлика. Тоа е еден гол повеќе од поразот на нивниот терен. Па во секој случај табелата покажува дека Вардар е прв. Останало уште една рунда до крајот. Овие 6 гола разлика се брка, публиката го знаеше тоа, навиваше, ги потражуваше вардарците и на крај во една драматична завршница вардарците успеа и заслужено беа наградени од своите навивачи публиката. Јас кога е кај драматичната завршница ќе кажам само драматична завршница за 6 разлика. Инаку Вардар во текот на целиот надпревар водеше, ниту еднаш Бенфика немаше водство. И да не должиме многу со овој, ајде да го наречам, мини извештај, ќе кажам само дека Вардар заслужува да нема празно столче овдека во Јане Сандански, а имаше неколку вечерва, иако посетеноста беше убава, но заслужува да нема навистина празно столче. Ја само да те дополнам, 48 минута, Вардар имаше 7 голови разлика, 27 спрема 20, ми се чини. Тоа што јас сакам да го кажам само е дека поддршката од комитето и овој пат не изостана и не можам да не споменам дека на крајот ги испратија со спомнување малтене на фудбалскиот клуб Вардар во надпреварот во четврток против Шкендија. Дај Боже, половина од оваа публика да дојде на спортскиот центар Петар Милошевски, ќе биде полно. По моја слободна проценка денес имаше 3000 во оваа сала. Вардарците го сакаат и фудбалскиот клуб, навиваат и за него и ова беше добар шлагворд и добар мотив и потик за фудбалерите на Вардар кои за несили 48 часа го играат дербито на пролетниот дел, можеби дербито на сезоната против Тетонска Шкендија. Во случај на успех фудбалерите на Вардар ќе се одлепат за 7 бодови и тоа ќе биде исклучително добра предност. Ајде, отидовме од ракомет на фудбал, но тоа е тоа кога е Вардар во прашање и тоа е дозволено, а особено на вакви продукции како што е нашиот YouTube канал. Во секој случај, добра ракометна представа, добра забава, добро навивање, добра игра на вардарците и на крајот заслужена победа од посекуваните 6 голови разлика против Бенфика од Лисабон, Португалија. Одиме понатаму.